Ајде, Милке, ајде. Идам, почекај малку. Славе, ти дома, што рековме вчера? Рековме да се подстрижам, ама не ми даде пари. Леле, Славе, задоцнив. Ајде, дај му уште една, ајде. Потоа веднаш дома, чу? И гледај Диме да учи. Јана? Еј, Славе, како си? Ќе бидам добро од понеделник. Брат ти Марко бил тука. Од каде знаеш? Јувче ми се јави од Охрид. Ти требала помош. Будала. Не ти треба? Оваа дивна кога доаѓа? Јас ја чекам. Ама пред 8 знаеш, никој не купува сладолед. Во 8 морам да сум на подстрижување. Потогаш дојди подос. Знаеш, во 9 морам да бидам на базен. Ќе дојдам порано, важи? Важи, Слава. Чекаш? Ќе дојдам сигурно. Добро утро, Славе. Имам пари за стрижење. Аре, седни ваму. Ќе ти направам фризурче, а не како прлеп. Туку сакаш јас или мајсторицата? Каква мајсторица? Ти си најдобра на свет. Дивна. Добро утро. Те бараше Славе. Кој Славе? Мој другар од одделението. Сега ќе дојде. Одушевена сум. Одличник од глава до петици. А сладолед сака муфте, а? Јас ќе го честам. Доволно е, доволно. Добре, веќе ми платиш друг пат. Еве, попладне во 4 на кино. Не си нешто за на базен? Па, има време, ќе одиме и на базен. Добро.
план за овој. Сладоледот овде не се топи. Два сладоледа, мола. Нема, Јана. Утре јас. Да не си ме барал мене нешто, момче? Имам едно писменце за те. Сакаш да го прочиташ? Воодушевена сум. Тој што го пишувал ова е неписмен. Негација со глагол се пишували заедно? Не. Не можам. Дивна. Студира граматика. А секој мисли зашто преку лето продава сладолед може да и пишува што сака. Тоа случајно. Добро. Закажи му на брат ти за вечер пред дом ЈНА, да видам што лингуре. Ама за правописот ни збор. Ни збор. Во 10. Вечер во 10? Па гледаш дека работам. Добро, добро. Ама и Јана ќе ја земам со себе. Тогаш идем јас. Ама договарање се да искомплицираат. Леле, Живко. Слушај, фризерката е срце, се ми кажа. Кој е срце? Па ти немаш поим. Таа ги познава и Марко и Диме, а Славе го фатив на дело. Ќе видат тие, ќе им ги сплеткам јас конците. Живко. Живко, вразуми се додека е време златен живе. А слушај, сега јас ќе одам на базен, а ти напиши дека сум болен. На базен. Па се разбира, таму се главните герли. Живко, Живко, ти си... Милке, мори! Милке! Леле, карате! Што бараш ти од тебе, а? Да заработам некој динар, тато. Исти фризури му. Море освојувач. Ајде. Почна да касни. Вистинско чудо што и толку стегнува. Срценце. И да плива научи од љубов према Марко. А ние видовме како изгледа тоа. Добро е што научи да се дава. И тоа навреме научи. А ние... Па да не нема тој пари да влезе? И велиш, така се прават мирисите. Проверени податоци, тато, без гајле. Добро, јаве. Благодарам, тато, што ми веруваш. Ајде, и така треба да ти давам джепралак. Слушај, мајка ти ќе интересира ова за мирисите? Ако сака да научи, ќе плати. Од 4 на кино со Лиле. Имам пари. Од 6 на кино со Јагода. Имам пари.
Од 8 на Тулумби со Билјана и Верче, ни стопари. Од 10 пред дом на ЈНА со Јана и Дивна, без трошоци. Се гледаше ли крајот на мојата сложена организација? Утре вечер во 9 Марко одново се враќаше во армија, но јас останував, а остануваа тука и девојките на Марко. Никоја од нив не смееше ни да помисли дека не е доволно убава или доволно умна, та што не му стана девојка на Марко. Јас бев тој што требаше да им покажам дека секое суштество на земјинава топка е доволно убаво и доволно умно за да биде сакано и да има за кого да живее. Девојчиња, јас сум таткото на Славе. Знаеме! Сепак ќе порачам јагоче. Не бидува вака без ништо. Немој, ќе ти требаат пари. Многу се грижев јагоче. Како си помена синојќе со оној мој брат? Сакав да го тепам. Беше ли груб? Славе, ти си срце. Да не беше ти, ќе го замразе сиот машки род. Да одиме вечер на кино, јагоче. Важи од 8. Ту од 8 сум со Билјана и Верче, овде на Тулумби. Денеска задоцнив на базен, па морав... Тогаш вака. На кино ќе одиме од 6, а потоа овде на Тулумби. Така и планирав. Јас честам. А на базен, кога ќе одиш со мене? На базен? Може утре од 10. Дури од 10. Најдобро време, јагоче, нема да си нескромна. Здраво. Која си ти? Роска. Марко е горе, те чека да ти каже нешто. Каде е Марко? Славе, доста викаш, Славе, оди види в соба. Марко! 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 Крле, жуча!
Зошто се подготвуваш? Има време за војска. Марко, една дивна вечер ти закажа состанок. Пред домот на JNA. Таа продава сладолед. Замисли сладолед. Нема да одиш? Згодна е? Не. Па што тогаш? Ти ме учеше поинаку. Славе, имам нешто да ти кажам. Знаеш, ти си уште малечок и... добро, не си малечок, ама не си ни возрасен, нели? Како да се земе? Добро, нека биде така. Ама да знаеш, возрастните се понекогаш свирепи. И... ете, баш така, свирепи. Не верувам. Тоа ти е грешка. Еве, замислиме, например, мене. Ти мислиш дека јас не можам никогаш да бидам таков? А? Напротив, можам и да излажам, можам и да бидам себичен, можам и да се играм со другите луѓе и... Само ако мораш. Ако има голема причина за тоа. Добро, и Роска вели така, но сепак сум себичен, нели? Можеш ли да замислиш дека јас треба да бидам со други додека срцето ми е кај девојката што ја сакам? Никогаш. Еве, можеш ли да замислиш што се сум способен да направам? Можеш ли да ме сватиш, Славе? Која е таа Роска? Една девојка. Девојката што ја сакам. Ке ме замразиш сега? Кажи нешто. А оние девојки кај кои ме праќаш? Тоа се разни пријателки. Тие знаеа? Да. Гледаш ли каков сум, а? Ми се лутиш? Славе. Еј ти, а ручекот? Бре, и ово ист како татком. Бев на вистинска раскрсница. Да посакам да бидам возрасен или за секогаш да се откажам од тоа. Попладнето ми помина како во сон. Од 4 на кино со Лили. Филм што го гледав веќе неколку пати. Од 6 на кино со Јагода, одново истиот филм.
Од 8 во сладкарницата ванила со јагода, со верче и со билјана, на која чекавме да ја заврши попладневната смена во самопослугата. Требаше ли тие да дознаат дека сум ги открил? Не ќе бев ли посилен од нив, ако им возможев да не се срамат пред мене? Гледаш, никој не доаѓа. Мора да дојде. Стрпи се малку. Живко, требаше ние да го прашаме Марко дали е сето тоа вистина. Па никако. Се ќе дознаат дека сме ги откриле. Се плашиш за тебе, се плашиш. Милке. Чекај. Леле, живе жаба. Ако де, ако седи. Во 10 пред домот на ЈНА со Јана, не мислејќи при тоа ни на Дивна која ќе дојде со неа, ниту пак на што и да е околу мене. Чека, живе, чека. Милке, идат. Идат. Леле, живе. Виде, пораснаа нашите деца, Милке. Живе. Ова зрнце да се жртвува за Марко, а? Па браќа си помагаат. Не виде Диме како почна да учи, а? Чекај до утре. Слушај, Милке, она малечко, но ми мириса на сна. Да живе, ти се знаеш. Па знам, ги видов денес на ги од бејцата. Доста, живе. Па знам, јас се знам. Даде, ти се знаеш. Ајде, Милке. Ајде, живе. А потоа, не знам како се случи. Јана и јас шетавме цели 2 часа сами по кејот. Зборувавме, се разбира, за Марко и за Роска, а мислевме повеќе на нас и за многу нешта што не чекаат во иднината. Добро вечер.
Добро вечер. Здраво, Раска. Кај си? А, вие. А и ти, каубојо на мотор. Мамо, што има за лапачка? Сега ли се доаѓа море зрно? Види го, Живко, види го. За ова кикиритка ли дадов пари, Славе? На тато тој. Јас му реков да задоцни, за да имам повеќе време за учење. Аха. Значи ти му рече. Славе, штом се правиш голем да си ги измиеш овие рачишта? Не си се прибрал денес. А што се договоривме, знаеш? Оно Јовче 3 пати те бараше од Охрид. Не е веќе интересен. Ама немој. А знаеш ти дека тој утре доаѓа? Не можел таму да издржи, не знам што. Детински работи. Море зрно. Прва категорија. Програма на